учебник од една страна, меѓутоа научен труд и вистинит приказ за кавалот кој што е во буквална смисла звучен архетип на македонецот. Кога веќе спомнав звучен, значи како уметник, како научник, како педагог, ме интересира раѓањето на звукот. Практично целата книга говори не само за традицијската наследеност за кавалот, се што се однесува на него, меѓутоа мене како автор повеќе ме засега раѓањето на звукот. Крај оваа книга, професорот доктор Драјан Даутовски има напишано уште неколку битни, значи суштинско значајни книги, како што е Тамбурата во Македонија, Оркестарот од народни инструменти, симбиоза и традиција, Топчестата флейта во Македонија. Сите овие книги се еден бесценет материјал во моментов, прво за нас како македонци, а понатаму за она што се нарекува образовен систем. Зошто човекот, зошто македонецот пее, значи зошто народот создавал народна поезија, зошто има потреба таа народна поезија да ја пее, и како му е дадена, кој му е дал моќта на еден поет, на еден Миладинов да ја создаде Тъга за југ, Клетников да создаде негова поезија, господин Раде Силјан да создаде огромен опус, Блажи Коневски да се изродат огромен фонд на зборови, академик Павловски, Божин Павловски, 200 наслови, може да замислите колку се тоа изродени зборови. Почнувајќи некаде од средината на 90-тите години, кога професорот ја отвори насоката за народни инструменти на Факултетот за музичка уметност во Скопје, претходно и во Средното музичко училиште, и како тоа после еволуираше со отварањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, отворање на народни инструменти во средните музички училишта, во нижите музички училишта. Помина толку време и сега сите млади генерации кои што започнуваат да се занимаваат со ова литература, со овај начин, да речеме, на изучување на еден народен музички инструмент, доаѓаат до еден совршен, да не речам, метод на работа кој што може слободно да почнат да го употребуваат во сите нивоа на школско образование. Книгата за кавалот во Македонија допира едни такви теми кои што се суштински, генетски, и во таа смисла сметам дека покрај образовната функција, употребната функција на книгата, говориме за една моќ на зборот кој што му е дадена на поетот, на писателот, нас како уметници, музичари, ни е дадена дарбата да манипулираме со раѓањето на звукот. Практично, уште една ќе повторам, тоа е содржината на овој труд научен. Ние тука имаме едно дело кое што навидум, покрај тоа што има научен аспект, имаме бесценет практичен дел, затоа што авторот го поминал целиот свој живот покрај научното осознавање и надградување и теоретскиот дел, и тука имаме ние совршен пристап од теоретско кон научно создавање на делото. Студентите добиваат, и учениците се разбира, добиваат многу придобивки. Прво го добиваат автентичниот начин на свирење, како треба правилно да се изучува, затоа што на некој начин, добивајќи ги овие книги, ние одиме по патот на вистината, на она што трансгенерацијски се е наследено, во поглед на начинот на држење на инструментот, на начинот на добивање на тонот, на начинот на орнаментирање на мелодиите, затоа што овој инструмент го е многу препознатлив по неговата орнаментика. Наследен, значи, од постоењето на човекот како живо битие, па и назад своите корени ги влече од празвукот, значи од најстарите наши прародители и така натаму. Меѓутоа тој е традиционален македонски инструмент, онолку колку што е застапен на теренот, тој е застапен многу и затоа е архетип звучен на македонецот. Иначе е направен од јасен едно лековито дрво, и тоа се трансгенерацијски наследени методи на изработка, и избор на дрва и начин на изработка. Професорот
толку убаво ги има создадено сите нивоа на надградба на инструментот и одењето по фазите од почетокот кон ергологија, како се изработува инструментот, затоа што студентите во голем дел многу работи ги знаат, но многу работи не ги знаат. Да, што, да кажеме, посебно за ергологијата. Тука има многу добро излагање на начинот на тоа како се прави кавалот, на кој начин се доаѓа до крајниот резултат на она што се нарекува пред да се добие звукот. Тоа е инструмент, алат кој што е создаден за да го озвучува тој звучен мисловен концепт на талентираниот македонец, во случај изведувач на кавал. Така да, во принцип, книгата ги содржи сите тие елементи, историјат, како настанува, која е неговата функција на терен, кој музицира на него, нели, така натаму. Значи, сеопфатна една проблематика која што ја има својата, како се вика, пак ќе кажам, одговорност како научен труд, да говори вистина, меѓутоа најголемата негова вредност како таков и употребна вредност е како наставно помагало. Да го зачувуваме она што се нарекува македонски идиом, македонски музички звук, македонски музички пристап, орнаментиката, се она што го наследивме ние во поглед на кавалот. Треба да навлеземе во една размисла од кога постои македонецот како етникум. Значи, веројатно ќе заглавиме во пребарувањето археолошки, а тоа е една тема која што мене ме интересира многу и се бавам со таа музичка археологија, која што првенствено мене како научник ме интересира индивидуалниот порив, зошто еден поет, еден писател има таков порив да се бави со нешто што е многу силно, тоа е зборот. Мене ме интересира како музичар да се бавам со реаѓањето на звукот како прајазик, нели, како мој, кој што е карактеристика на индивидуалецот, меѓутоа карактеристика и на колективот.